мислам ќе треба да се надоврзаш на некои прашања доколку ги има. Што? Почитувани дами и господа, представници на медиумите од нашата општина, добар ден. Денес сме овде да го најавиме почетокот на 41-то издание на Штипско културно лето како најстара манифестација до областа на културата во нашиот град. Со оглед на тоа дека општина Штип веќе долги години е покровител, организатор и реализатор на Штипско културно лето, денес со нас е градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов, и директорите на националните институции, односно Националната институција за култура Ацо Шопов и на општинската установа за култура Дом на млади како дел од институциите во кои што ќе бидат реализирани програмите на годинешното Штипско културно лето. На почеток му давам збор на градоначалникот господинот Јорданов да даде еден краток оглед на одржувањето на оваа манифестација. Кире. Добро, почитувани медиуми, благодарам за вашето присуство. Ја користам оваа прилика да споделам со јавноста дека општина Штип продолжува со поддршка на културата во нашиот град, промоција на културата, на уметноста. Штипско културно лето оваа година може би има највисок буџет до сега и најдобра програма, најбогата програма, што е доказ дека општината вложува во промоција на културата и го потврдува тоа дека Штип е град на културата и град на уметноста. 2 милиони денари, нешто околу 2 милиони денари е вкупниот буџет предвиден за овогодинешното 41-во издание на Штипско културно лето. Ќе има доста концерти, театарски представи, изложби, промоции на книги, сето она кое што ќе го привлече, верувам дека ќе го привлече вниманието на нашите сограѓани и ќе понуди една богата културно-уметничка програма. Во рамки на Штипско културно лето повеќе од 34 настани се предвидени за промоција на културата, на уметноста и можност да имаат граѓаните на Штип на вистинска културна програма и понуда секој ден. Така да верувам дека сите институции, вклучувајќи ги Домот на култура, Дом на млади, Мултимедијалниот центар Киро Глигоров, Безистенот, Градската библиотека Гоце Делчев, ќе бидат исполнети со посетители кои ќе уживаат во овогодинешното издание на Штипско културно лето. Позначајни концерти кои се во рамки на овогодинешното издание на Штипско културно лето би ги извил концертот на Давид Темелков во Дом на млади, концертот на Владко Стефановски во Дом на млади и концертот на Биг Бенд. Исто така во Дом на млади, Астиво Биг Бенд. Така да тоа кое што како град и како локална самоуправа го правиме, продолжуваме да ја развиваме културата, да ги почитуваме вредностите кои за нас се значајни, преку продолжување на најстарата манифестација во нашиот град Штипско културно лето, преку збогатување на програмата и понудата на нашите сограѓани, и верувам дека ова лето штипјани ќе уживаат во програмата на Штипско културно лето и ќе бидат дел од неа. За другите информации и детали оставам простор представниците и директорите на двете установи, овде е и Кирил, да се надоврзат и да ги промовираат настаните кои ќе се случат во рамки на нивните институции. Ајде. Благодарам, градоначалниче. Почитувани медиуми, мене ми е особено задоволство и чест што Штипско културно лето како институција главниот акцент го дава на поттикот и кај младите уметници да
да учествуваат во вакви големи настани кои се од големо општествено значење, со тоа што ги имаме на 24 јуни ќе го имаме Владко Стефановски со неговото трио, како гости на Штипско културно лето на сцената, на големата сцена во Дом на млади, за подоцна на 30 јуни да ги најавиме Астиво Биг Бенд и на 5 јули го најавуваме Давид Темелков, кој е исто така од помладата генерација пејачи, кои ќе настапат и ќе дават ново светло на Штипско културно лето. Исто така би сакал да потенцирам дека освен овие настани, ќе има уште неколку настани кои ќе се одвиваат во Дом на млади. Граѓаните нека може да ја видат програмата на печатените медиуми, меѓутоа ќе може да ја видат и на социјалните мрежи и да се информираат. Влезот кај нас односно на Штипско културно лето е бесплатен, така да и ги поканувам воедно да присуствуваат на сите настани кои ќе се одвијаат во нашата институција. Ви благодарам. Веројатно ќе ги интересира граѓаните што е тоа што одделот на театарската уметност ќе биде застапено. Добар ден и од мене. Како што каже градоначалникот, ќе имаме богата културна програма. Ме радува фактот што оваа година ќе имаме 4 театарски представи, од кои што 2 премиерно ќе бидат одиграни во Штипскиот народен театар и станува збор за копродукција на представата Чекајки го до. Тоа е една голема копродукција помеѓу Штипскиот театар, Велешки театар, Кумановски театар и се разбира општина Штип. Прво, на 30 јуни ќе се игра представата Синдром Мора Кабаре. Тоа е последната представа на Штипскиот народен театар во режија на Наташа Поплавска. Локација да се разбира театар Штип. Да напомениме дека влезниците се бесплатни, се што треба да направите е да си резервирате карти на време. Потоа продолжуваме со премиера Сладолед за жени, копродукција на Сдружение Артонаут, театар Штип и општина Штип во режија на Никола Ристов. Истата ќе биде на 9 јули, за да продолжиме на 15 јули со Чекајки го на Семил Бекет, премиера. Интересно е тука да се каже дека оваа година ќе гостува Битолскиот народен театар со представа која што е режија на нашиот Дамјан Четкушев. Исто така имаме многу други настани кои што ќе се одржат во фојето или галеријата на Центарот за култура. Програмата имате, ако нешто повеќе ви интересира, можам да ви кажам поподробно кој кога како би гостувал. Влезниците се бесплатни, поделете. Би сакал да напоменам една интересна работа, раритет. Всушност, Штипско културно лето од секогаш тежнел да има интернационален карактер, односно да има учество на уметници од страна. Годинава практично таа листа на уметници, таа програма од странски уметници, би рекле, ја започне студентот на медицина од Турција во Штип на нашиот универзитет Гоце Делчев, Алпчан Джандан, кој што подготви изложба на фотографии Штип преку студентскиот објектив. Значи, како го доживел Штип, тој некој се занимава со уметничка фотографија и на 23-ти веднаш по почетокот во вторник на Штипско културно лето ќе имаме можност да го проследиме, односно да ја видиме неговата изложба. Во делот на учесници од страна имаме вечер на македонска музика, концерт на Тодор Арсовски и Джована Черанто од Бразил. Станува збор за еден двоец кој што доаѓа од Германија, и тоа Тодор Арсовски е македонец, и тоа работи во Германија заедно со Джована Черанто. Трио Каотико е концерт кој ќе биде реализиран под наслов од Урал до Атлантик преку Вардар, камерен концерт е, на едно трио кој го сочинува нашата Михаела Лазарска од Штип, уметник од Италија и уметник од Србија. Значи, уште една интересна комбинација. И Сара Евтимовска е со низиниот концерт сопрани пијано за сопрани пијано, заедно со Петар Трбовиќ, инаку
Салев Тимовска работи и студира во Словенија. Тоа е некој раритет, посебно, значи, имаме млади, меѓутоа и интернационални веќе потврдени уметници. Некои прашања дополнителни? Што е најголемиот предизвик во организација на Шипското културно лето? Најголемиот предизвик е да го одржите ренометот кој што го има ова манифестација, бидејќи станува збор за реноме од 41 година, пета деценија како се реализира оваа манифестација, генерации и генерации пред нас ја организирале и Штипи не очекуваат да го задржиме тоа ниво, да биде на ниво едноскаливо повеќе и се надевам дека заедно со сите чинители, институциите од културата и општина Штип заеднички ќе реализираме уште едно издание на Штипско културно лето. Благодарам.